إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله تعالى ќе продолжиме со ова изворедна и огромна книга, а таа е книгата на монотеизмот, Китабут Таухид од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И веќе сме кај поглавието во кој велит авторот Бабун ма џа фил мусаввирин. Поглавие аргументите кои се дојдени во врска со фотографиите, односно сликарите. Значи аргументите кои се дојдени во врска со фотографиите, со сликите и сликарите. Тука авторот рахимахуллах спомнува неколку аргументи. Првиот аргумент е еден хадис Ал-Кудси, кој го пренесува Абу Хурейра радијаллаху анху од посланикот салаллаху алейхи ва селам, дека Аллах субханаху ва таала има речено: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً. Во овај хадис Ал-Кудси велит Аллах субханаху ва таала: а кој е понеправеден од онај кој покушува да створи како ја што створувам. Нека пробаат тие нека створат една мува, или нека пробаат нека створат едно зрно, или нека пробаат нека створат исто јачмен едно зрно. Значи ова е предизвик за тие значи кои покушуваат да го емитираат Аллах субханаху ва таала во неговото створение. После тоа исто спомнуваат авторот рахимахуллах други хадиси. Еден хадис е од Аиша радијаллаху анха анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Во овај хадис кој го пренесуваат Аиша радијаллаху анха велит дека посланикот саллаллаху алейхи ва саллам има речено: најжестоко ќе бидат казнети на судниот ден оние луѓе кои покушуваат да го емитираат Аллах субханаху ва таала во створението. Потоа исто други хадис од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума кој вели: семи'ату Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам јекул: куллу мусаввирин фин нар. Секој сликар или секој кој прави пиктури ќе бидат во огнот. Юдж'алу леху би кулли суратин саввараха нефсун ю'адзабу биха фи џаханнам. Ќе му се направи за секоја слика, за секоја пиктура која има направено, ќе му се дај значи душа, нефс на таја слика и со таја тој има да биде гнавен, односно казнуван во џаханнам. Исто други хадис од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума велит дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам има речено: мен саввара суратен фи дуња, кој прави пиктури, слики во дуњалокот, куллифа ан юнфаху фиха рух, ќе му биде значи ќе биде задолжен на судниот ден да тој да му внеси душа на таја пиктура, да му дај душа на таја пиктура. Валейсе би нафих, а тој нема да биде во стање, во можност, во моќ да му дај душа на таја пиктура, што значи ќе биде поради тоа исто казнуван. И последниот ефер пренесување е од имам Муслим рахимахуллах, кој пренесуваат од Ебу Хајјаџ рахимахуллах, قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Велит Ебу Хајјаџ рахимуллах, што е еден од табините, мене ме прати Алија радијаллаху анху, кога беше тој значи халифа на муслиманите, владар на муслиманите, ме прати со една задача. А таја задача беше исто таква задача
со која го имаше пратено и пекамберот алейхи салату васелам Алија ради Аллаху анху. А тоа беше, му нареди Алија ради Аллаху анху, како владар на муслиманите, да не остави слика, да не најде слика освен да ја уништит. Да не најде слика, пиктура, освен да ја уништит. И да не најде кабур, гроб, освен да го израмнит. Да го направи, значи, рамен. Ке видиме што значи, во текот на објаснувањето, што значи, да биде рамен гробот. Значи, не значи рамен скроз со земната, значи тогаш нема да се познава дека е гроб. Значи, рамен значи да биде 1/5 од земната крената. Тоа значи, таа рамнина е шеријатска рамнина, значи 1/5 од земната. Овие се аргументите кои ги напомнуваат авторот рахимуллах во ова поглавие. И велит Шейх Утемин рахимахуллах дека во ова поглавие содржува жестока закана за оние, значи, кои прават слики, односно кои прават пиктури. Односно кои прават, значи, пиктури. Овде исто, значи, во овај хадис кудси, кога велит Аллах субханаху ва таала, тогаш нека пробаат тие нека створат една мува или едно зрно или јачмен, ова е предизвик да им се покаже на нив, значи, дека тие се немокни. Значи, тие се немокни во врска со овој предизвик, и овија предизвик е, значи, во врска, значи, универзален предизвик, во врска со створенијата. Исто Аллах Джелешану имат шеријатски предизвици направено на неверниците, во врска со Аллаховата вера, со верските текстови, што велит Аллах Таала во неговата книга, فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلُهُ. Значи, нека дојдат тие, неверниците, кои не веруваат во Куранот, со таков говор како него. Значи, ако тие го негираат Куранот, не веруваат во него, тогаш ова е предизвик за нив. Значи, нека дојдат тогаш со таков говор како Куранот. Значи, исто тој предизвик, значи, Аллах субханаху ва таала им покажува на нив дека тие се немокни. Немокни, значи, за да донесат такво нешто како што е Аллаховата книга. Потоа, значи, вели Шейх Утемин рахимахуллах, велит, во врска со сликањето, односно правење на пиктури, има неколку ситуации. Значи, не е само една ситуација, туку има, значи, неколку ситуација. Првата ситуација е, или првата категорија, мојме да речиме, да човекот да го прави, значи, да прави скулптури. Значи, да прави скулптури кои имаат ценка. Што потоа таа скулптура ќе има ценка. Значи, дали е тоа, значи, во форма на човек, или во форма на некое животно, и слично. Значи, прави скулптура од животно. Имат, се виделе примери, швајцари имат мечки, прават, значи, земат дрвото и го прават дрвото, го сечит, и накрај, значи, изгледат како мечка тоа. Ме разбравте, значи. Или земат луѓе со бетон, малтер, тиња, и прави, значи, човек од него. Тоа кога клаш на сонце ќе има ценка после. За ова врста на правење пиктури, односно скулптури, вели Шейх Утемин рахимуллах дека сите алими се согласни дека ова е забрането, дека е харам. Има некои куќи на волци прават, значи, исто, значи, го земат и го сечат дрвото и го формираат исто, значи, за ова врста на пиктури, вели Шейх Утемин рахимуллах дека сите алими се соединети, значи, дека ова е забрането. И во овај хадис, во едниот што го спомнавме ние тука, значи, дека што беше хадисот од Аиша ради Аллаху анха, дека најжестоко ќе бидат оние луѓе казнети на судниот ден, кои пробуваат да го емитираат Аллах субханаху ва таала во неговото створение. Мојд некој да речи, вели Шейх Утемин рахимуллах, дека јас нема намера
ниетот мој не е намера да го имитира Аллах Джелешану. Туку онаке, ова мене ми е хоби. Така си има време, сака да има занимација и ги прави тие скулптури. Значи, не му намерава имитација да прави. Намерава него е занимација врвење на времево. Дали тогаш спаѓа тој во оваа закана? Вели Шейх Утсемин рахмуллах, да, спаѓат. Зошто овде не е услов, велит, не е услов ниетот. Што имаш ти ниет? Туку условот е делото, што се гледат. Што имаш ти ниет, не играт улога. Истото вели Шейх Утсемин рахмуллах како некој човек што облека на жени. Тој правите имитација на тие жени. Дали тој имал ниет да ги имитира жените со таа облека или не, тоа не играт улога, значи. Делото се случило. Или исто некој пример што имитират неверниците во нината облека. Тој му да рече да нема ниет да ги имитира нив. Да, ама делото, значи, се случуваат имитација со делото. Без разлика што бил ниетот. Без разлика, значи, што бил ниетот, исто така, значи, со овие работи. Значи, кој прави скулптури, тој му да рече да го прави ова со занимација да си има. Да се помина времето, што ти зна други работи, велиме исто влагаш во оваа жестока закана. Втората категорија на слики, на пиктури, вели Шейх Утсемин рахимахуллах, се оние слики и пиктури кои се цртаат со бои. Значи, на бел лист, например, и тој црта тука, значи, човек, животни и слично. Исто за ова вели Шейх Утсемин рахимахуллах дека ова е забрането. Фахаза мухаррамун. Значи ова е забрането да прави човек цртежи и може да се виделе, значи има пример што дат луѓе на одмор, пример Турција, Шпанија, што ти знаја, и му веле да те нацрта. И тој застанува пред него 15 минути, 20 минути, што знае, и го цртат. Ова е значи тоа. Ова е исто вели Шейх Утсемин рахимахуллах забрането. Забрането. Третата ситуација, односно третата категорија на слики и пиктури, се оние слики и пиктури што се случуваат со, значи, не директно со цртање, или не директно со правење на тие скулптури, туку со притиснување на кнопче. На копче, значи, притиснување. Значи, тоа во врста на фотоапаратите или односно денешни телефони. Значи, фотоапарат или, значи, тој, значи, го дупит само, притискат, значи, тој не цртат со раката него, ни цртат, ни сечи тоа дрвото да стане накрај волк или што ти знаја друго нешто, лав. Значи, тој ја, што правит? Притиска, значи, на дугме и тогаш се прави таја слика. Вели Шейх Утсемин рахимахуллах, во врска со ова имат, значи, меѓу алимите несогласување. Значи, еден дел од алимите велат дека се дозволени, а еден дел од алимите, значи, велат дека не се дозволени. Не се дозволени. Но сепак, пак иде прашање во вели Шейх Утсемин рахимахуллах, иако да речиме вели Шейх Утсемин рахимахуллах дека е дозволено и дека не се рачунит односно како пиктура, но самото делување, значи притискнување на дугмето, дали ова дело е дозволено? Значи, самото дело, значи, кога човекот притиснува дали на телефон, дали на фотоапарат, дали ова е дозволено? Вели Шейх Утсемин рахимахуллах, ова се враќат во врска со целта зошто сака тој човек да направи таа слика. Што е целта? Што е намерата? Ако е целта, вели Шейх Утсемин рахимахуллах, за дозволени работи, тогаш мојт. Ако е целта за недозволени работи, тогаш е забрането. За дозволени работи, вели Шейх Утсемин рахимахуллах, на пример, за возачка, за пасош, за лична карта, за документ, ова е дозволено. А за да имаш, пример, слики, вели Шейх Утсемин, за успомен, пример, ова не е дозволено. Ова не е дозволено. И некој може да се прашат сега, па што имат врска сликувањево или пиктуриве со верата, со обожавањето на Аллах Джелешану? Што може да имат врска со оваа олку важна тема да биде, значи,
објаснувана во верските книги. Оваа тема има врска зашто во народот на Нух алейхи салату васелам, кога падна првиот ширк, значи на дуњалокот, се случи поради тие слики. Значи тие ги обесија тие пиктури што беа, ги обесија на нивните места, на нивните меджлиси кај што седнува и рекоа тие, овие ќе бидат на почеток за успомен, за да се подсетуваме колку добри луѓе биле тие, за и ние да се трудиме да ги следиме во нивните добри дела. Ова вака им дојде шејтанот на почеток. Значи, измамата на шејтанот беше од оваа врата. Од вратата успомен за вие ќе видите назид да се подсетувате, значи, дека овие беа добри луѓе, покорни луѓе, за и вие да видите ова потек за вас, мотивација, за и вие да правите такви добри дела. Но помина времето од таа генерација, дојдоа генерации што не знае зошто тие се слики ставени тука. Знаењето исчезна. Како на пример денеска затоа ги има почипати упоменето ова по џамида. Од десна страна, кај што се кланјат оџата, од десна страна е Алла напишано, од лева страна Мухаммед пишуваат. Во иста височина. Ќе дојдат можат утре луѓе муслимани, што ќе кажат види Алла Мухаммед во иста височина напишани. Значи тогаш можеме и на Мухаммед да му се молиме. И ќе пана значи во ширк. Зашто шејтанот има долга надеж. Шејтанот не гледа за 15-20 години. Можат и стотици години некој пат. За неговиот значи отров да го ширите. И затоа значи се случија поради тие слики, почнаа после луѓето рекоа дека ние сме нечисти луѓе, ние имаме извалкани души, а овие биле добри луѓе, салихин, покорни луѓе, ние не можеме на Аллах Джелешану да му се молиме директно, тогаш ние ќе ги земиме овие за посредници. И така ќе паднаа значи во ширк. Така ќе паднаа значи во ширк. И можеме да замислиме сега, секој треба да биде искрен со себе си, ако тие слики во тоа време, на времето на Нух алейхи салату васелам, се направени и паднале ширк, што е со денеска со овие телефони што имаат олку мегапиксели, онолку мегапиксели? Значи затоа треба човекот да биде внимателен и да прави значи за работи кои се дозволени. Значи, на пример како рековме, возачка, пасош, лична карта, документ други некој, тогаш да. А други работи значи, други работи не е дозволено. Исто тука што вели Шех Абдул Бухари хафизахуллах, во врска со значи сликувањето, односно со снимувањето со камера. Да се снимува со камера. Нарочито кога се збори за дерсоите верски. Значи оваа лимиите ги имаат дозволено снимањето со камера дерсоите, зашто ова имаат општи придонес. Општи придонес. А ти да се сликаш за возачка и за пасош, тоа е лично приватен придонес твој. Така или не? Значи, ти што правиш пасушов, тој е твој пасуш. Ја не може да го потреба него. Или ти мојот пасуш. Значи, пасушот твој или мојот е лично мој приватен придонес. Или твој приватен придонес. Ама снимањето на дерсоите со камера, овие е општи придонес за верата, за муслиманите, за даветот. Ева вели тогаш Шех Абдул Бухари, оние луѓе што велат не со камера да снимуваш, како тие кога се работи за нивни приватен придонес, велат мојме да направиме слики за возачка и за пасош. А кога се работи за општи придонес на верата, вели не со камера да снимуваш. Разбравте сега? Значи, ова е многу значи поврзување од Шех Абдул Бухари, зашто кога се работи за приватен придонес, велиш дека ќе направи слика, се ми треби пасушот. Се ми треби лична картата, се ми треби возачка. Точно и така, таа ти треби. Ама тој е твој приватен придонес. Ако се работи за општи придонес, не знаеш што други работи. Потоа вели Шех Утемин рахимуллах, четврта категорија на слики се оние слики кои немаат душа. Кои немаат нефс, немаат душа. Тие исто се поделуваат на две категории. Оние работи кои човекот ги продуцират. Значи, работи кои човекот ги продуцират, како пример Асталов.
Астал, да го сликаш се Асталов, да сликаш се Пернициве, да сликаш се Зидов, да сликаш, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, колата. Значи ова човек го продуцират. Ова е дозволено, е џуз. Значи да сликуваш, значи работи кои човекот ги продуцират. Ама што нема душа. Втората категорија, она што не го продуцират човекот, но е створени од Аллах Джелешану. Ова исто се поделува пак на други две подкатегории. А тоа е првата, она кој не се движит и она кој се движит. Како е тоа? Она кој не се движит секако планине. Како планината, значи? Планината, значи, или брдо. Тоа се стои така, значи тоа не се движит. А ако се работи за дрва, за јемиши значи на есен му пајат лисјето. На пролет пак почнуваат лисје да пушта. Значи тоа има движење тука. Исто ако имат ветер, го дуват. За ова, значи за првата врста, она што не се движи како планињето, како камење и слично, тука е дозволено тоа, да се прават слики. А оние кои се движат, дрва, што раковме на пример, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, големиот број на алимите, џумхур ахлул илм, дека овие се исто дозволени да се сликуваат. Значи, џумхур, големиот број на алимите, го гледаат за дозволено. Имат мал број на алимите од селеф, значи, кои го гледаат оваа врста на слики дека се забранети. Но како што гледаме исто тука, Шейх Утхаймин рахимахуллах ги има тоа мислење, како што имат повеќето алими, дека овие се дозволени, значи и оние, на пример како дрвата. На пример како тие дрва. Исто велит тука во врска значи со хадисот дека куллу мусаввирин фин-нар, секој сликар, односно пиктурач, е во џехеннем, во огнот. Ова е многу важно да се сфати што значи е во џехеннем. Ел Хаваридж и Муътезила, тие две заблудни секти, велат дека тој е за секогаш во џехеннем, бескрајно. Значи, секој сликар, односно оној кој прави пиктури, тој е, значи, финнар, значи вечито, бескрајно. Значи, нема да излезе тој од џехеннем. Ел Мурџија, исто што е една заблудна секта, велат овде се значи со намера е овде оној сликар или пиктурувач кој е неверник. Значи во врска, значи зошто спрема Мурџија, значи ако ти веруваш, тогаш не ти прават тебе греоите штета. Значи ел Мурџија ел Ирџа, чим веруваш ти, чим ла илаха велиш, колку греои да правиш, не ти прави штета во твоето верување, во твојот иман. Ова е иста, значи заблудна секта. И затоа тие како го објаснуваат хадисов куллу мусаввирин фин-нар, секој сликар е во џехеннем, значи сликар кој е кафир. Значи сликар кој е кафир, тој е во џехеннем, да. Ама сликар кој е муслиман, тој е секако, значи, во џеннет. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, ахлу сунна вал џамаа, значи луѓето на сунетот и на џемаатот, вистинското мислење и правилното мислење е дека сликарот, пиктуривачот, оној што прави пиктури, кој е муслиман, тој е под Аллаховата волја. Ако сакат Аллах Джелешану ќе го казнет поради тој греф што го направил, или ако сакат Аллах Джелешану од почетно ќе му опростит, ќе му се смилуваат и ќе го клајат во џеннет. А и ако го казнет Аллах Джелешану него, да го внеси, значи, во џехеннем, крајот негов е пак џеннет. Значи, колку и да стоит муслиманот во џехеннем, во пеколот, колку и да стоит, крајот негов џеннет ќе биде. Секој муслиман, значи, се додека човек муслиман, а се случува да заврши, значи да влезит во џехеннем, поради неговите греови кои ги направил,
крајот негов, колку да остане и стотици години, и илјадници години, крајот негов е пак дженнет. И исто ова вели Шейх Утемин рахимауллах тука, дека на тој човек кој правел пиктури во дуњалокот, ќе биде, значи, ќе се барат од него да им дај душа, а тој не ќе биде мокен во можност да им дај душа, тогаш ќе биде казнуваат тој со секоја една слика, односно пиктура што ја правил. Што значи, вели Шейх Утемин рахимауллах, токму со тоа ќе биде казнуваат што чувствувал во дуњалокот тој задоволство. Значи, тој кога ги правеше тие пиктури, тој чувствуваше задоволство. Значи, му беше убаво нему. Баш со тоа, значи, ова е уште пожестоко, значи, за него, во казнењето, значи. Од што би со друго нешто казнат. Значи, баш тоа што тој чувствувал задоволство, со тоа токму, значи, ќе биде, значи, казнуван. И последното е во врска со еферот кој е пренесен од Алија ради Аллаху анху во врска, значи, со сликите, значи да ги уништи, пиктурите, и исто, значи, кабурите, гробоите кои се, значи, високо кренати, и овде исто влагат, вели Шейх Утемин рахимауллах, оние кабури што имаат осветлување на нив. Значи, имаат кабури што ставаат, значи, осветлување, значи, на нив. Исто, значи, тоа е забрането, но за оваа работа некој да ја направи, значи да појде некој да ги израмни гробиштата, ова не е приватна работа, индивидуална. Секому кому му текнало, ојд гробишта и багерот земат и рамни све таму. Не. Ова го прави, значи, владар. Онај кој има, значи, власт. Значи, Алија ради Аллаху анху бил владар овде, халифа на муслиманите. Значи, зашто ако ти појш приватно, ти како индивидуалец, правиш гробишта, ќе ти дојдат фамилијата од тој, значи, собственикот на тој кабур, ќе те нападнат. Може да те убијат. И ова се има случајно во Либија. Значи, имаме слушнат од брача во Либија, баш во времето кога Гадафи го урна, почте тие некои гробишта да урушат таму. Им дошле суфите од нас да запиштоле, ги имат испукано. Да, значи ова се има во вистина случајно. Значи ти имале она джелози, значи како се викат по македонски, имале, значи, љубомора, да речеме, сакале за верата, значи да ја заштитат, па од ширкот да оддалечат луѓето. Добри намери, ама ти немале власт. Си пошле сами приватно, индивидуално. Значи, овие работи, затоа тој велит, Алија ради Аллаху анху ме прати. Кога беше халифато, кога беше владар. Што беше владар на муслиманите. Тој имаше власта под него, значи. Исто пекамберот алейхи салату, кога го прати Алија ради Аллаху анху, пекамберот беше тогаш владарот на муслиманите. Значи, зошто не им рече пекамберот алейхи салату во Мека на сахаба да појдат тие киповите околу Чабе да ги окаршат? Тие се уште поопасни. Значи киповите, што беа околу Чабе беа кипови. Но пекамберот не му рече на сахаба некому појдите окршете ги. Зошто нема власт тогаш. Нема сила. Ама кога се преселија во Медина, има своја држава, има власт, тогаш му рече на Алија ради Аллаху анху, оди секој слики што ќе гледаш да ги уништиш и секој кабур, значи, да го направиш шеријатски рамнен. Значи ова е многу важно. И вели Шейх Утемин рахимахуллах дека израмнувањето на кабурот, значи шеријатско израмнување. Се ако го гледаш, значи буквално од страна на јазикот само, значи ако немаш разбиране, верско разбирање, и го гледаш само на арапски зборов како стои, тесуија, значи юсауи, тоа значи дека рамно скроз. Ако земиш, значи, само од страна на јазикот, значајноста на овај збор, тогаш требаш гроб да направиш рамен со земната. Ама затоа е многу важно, значи, во верата да имаш разбирање за јазикот и исто како се разбира тоа во шеријатот. Значи, ова е многу важно. Значи, израмнување значи да биде кабурот над земната 1 педа. Сега тука не се барат од секого да појде со метрото да мерит. Значи, може да биде некого на 5 до 10 сантини, може да биде 15 сантини, ама тука да биде.
Исто следното поглавие, кога спомнува тука авторот рахимахуллах, бабун ма джа фи кафратил халиф. Значи, поглавие за она што е дојдено во врска со честото колнење. Поглавие во врска за она што е дојдено во врска со често колнење. Овде спомнуваат исто авторот рахимахуллах неколку аргументи. Првиот аргумент е Аллаховиот говор وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Велите Аллах џелешану, значи, па тогаш чувајте ги заклетвите ваши. Па тогаш чувајте ги заклетвите ваши. Ке видиме што значи во текота овај ајет. Исто велит Ебу Хурейра ради Аллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب. Овој хадис исто во Бухари и во Муслим пренесе. Значи, велите Ебу Хурейра ради Аллаху анху го слушнав пекамберот алейхи селату васелам да велите. Колнењето е причина да се продајт малот. Е причина да се продајт, значи, продуктот. Ама исто причина да го намалит беричетот. Значи, колнењето го продават нештото. Дали си извал ти конј, магаре, кола, куќа, што било, оки му се колниш некому, значи тој почне да верува можеби. Но ова колнење го оддалечуваат беричетот во таа купопродажба, во таа трговија. Зошто вели Шех Утемин рахимахуллах, исто мој некоја се прашат што има врска оваа тема со темата на монотеизмот, со темата на теухидот. Вели Шех Утемин рахимахуллах, зошто ако човекот има вистински возвеличување на Аллах субханаху ва таала, тој нема нон-стоп да се колнит во Аллах. Значи, човек, ако има вистински во срцето него, го возвеличуваат Аллах џелешану, тој не вели едно-две валлај. Тој се пазит. Значи, се колни за вистински некој пат работи што се неопходни, без друго. Ама не тој продават граф, продават компири, продават зелки, валлај се вакви, валлај се онакви. Тоа значи дека Аллах џелешану немат голема позиција во неговото срце. И затоа многу луѓе тие и во друга тема, значи паѓаат во големи гревови, што се тоа е више колнење во други освен Аллах џелешану, што таа друга тема исто. Тие во Аллах џелешану се колнат, немаат проблем. Ама да се заколнат во некој од фамилијата него, не се колнат. Или кај еден од нашето село Бото, таму му вели новега овде, жими децана. А детето него пред него му стои тука. Значи жими децана, некој деца селски таму мисли. А детето до него му стои. Жими децана сме бајба малта, жими деца материја, не знам што, жими деца селски деца. А детето него пред него стои. Ова е големи грешки кои паѓаат, значи во други освен Аллах џелешану. Значи затоа оваа тема е тука. Има, значи, ако има човек вистински возвеличување за Аллах субханаху ва таала, нема често да се колни. Нема често да се колни. И честото колни се дава значи одават продукт. Ма се продава, а да чуват бријат. Исто вели Салман Аллаху анху رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. Во хадис вели пекамберот алейхи салату васелам, три врста на луѓе Аллах џелешану нема да им зборува на судниот ден и нема да ги очистит. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. И за нив ќе има жестока казна. Ушејмитун зани, човек што е остарен и прави зина. Ушејмитун зани,
Ailun mustakbir. I čovjek koji je siromaf, no arogantan. Znači, čovjek što je siromaf, a je arogantan. وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ. I čovjek koji go ima napraveno Allah Đelešanu predmet za da gi prodava неговите работи. Znači, to je non stop se kolni. Ovaj materijal je vakov, vallaj, ovaj materijal onakov. Znači, non stop Allah Đelešanu го злоупотребуваат името на Allah Đelešanu за неговите продукти, за неговата работа. Што вели пекамберот алейхи салату за овај човек? Ла јештери илла би јемини. Не купува нешто освен со колнење. Вала јеби илла би јемини. И не продава нешто освен со колнење. Значи нон стоп продават, купуваат со колнење. Овие влагат во оваа жестока казна. Што? Вели пекамберот алейхи салам, немат Аллах Джелешану да ни зборува на судниот ден и нема да ги очистит. И за ним имат жестока казна. Исто другиот аргумент кој ги има спомнато тука авторот рахимахуллах од Имран ибн Хусейн радијаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوم. Во овој хадис вели пекамберот алейхи салату васелам, најдобра генерација е генерацијата моја, во која што живеал јас. Потоа тие кои идат после нив, потоа кои идат тие после нив. А потоа ќе дојдат луѓе, ќе се појават луѓе, значи муслимани. Јешхедун вала јустешхедун. Луѓе кои ќе тврдат нешто, не им се бара да тврдат. Ќе сведочат за нешто што не им се бара да сведочат. Значи лажно сведочење ќе прават. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ. Луѓе кои ќе преваруваат и не можеш да им се наслониш, да им се довериш. Значи јехунун, значи ќе прават, значи ќе преварување и не можеш, значи да им се довериш. وَيُنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ. И прават заклетви што нема да ги однесат на место. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ. И ќе се појави во нив, значи како да речеме, ќе се појави во нив големата килажа или дебелината. Ова исто ќе го видиме како се подразбира, значи, во објаснувањето на Шейх Утемин рахимуллах. Овде на почеток, во ова поглавие, велит, значи, Шейх Утемин рахимахуллах, дека во врска со Аллаховиот говор вахфаду ајманекум, значи, па тогаш чувајте ги заклетвите ваши. Чувањето на заклетвата имат три фази. Првата фаза е на почеток, да не се колниш многу. Втората фаза е во текот, а тоа е да не го прекаршиш тоа заклетвување, тоа заколнување. А третата фаза е, ако ти го прекаршиш тоа заклетвување, како да го исполниш, значи. Како, значи, да го шпагим, значи да го очистиш тоа, да го исплатиш, да се искупиш, баракаллаху фик. Значи, прво е, на почеток, да пазиш, значи, да не се колниш во секое. Но ако се случи да се заколниш, тогаш, значи, да го чуваш тоа, значи, да се трудиш да го однесеш на место. Но ако се случи да ти, например, го прекршуваш тоа, или се заколнал за нешто што не е дозволено, тогаш треба да го откупиш, значи искуп да правиш. Исто ќе видиме, значи, искупот во врска, значи, вели Шейх Утемин рахимуллах, дека искупот треба што побарзо да се направи. Како, например, вели Шейх Утемин рахимуллах, си се заколнал дека со филана немаш да збориш никогаш. Ама си се заколнал. И колнењето се случуваат со три букви. Валлахи, биллахи, ба, значи буквата ба, та и вал. Значи, валлахи, валлај шо велиме, или таллахи, таллај, или биллахи. Значи, овие се букви на колнење. Која било, значи, највише, значи, кај нас е појавено, што се знае, значи, со вал. Значи, валлахи, валлај. Значи, тоа е колнење. Ако ти се заколнуваш, вели Шейх Утемин рахимуллах, дека на фила нема да му збориш, а тој е еден од верниците,
И ти не смееш, нема некоја причина верска што ти легитимира тебе да го бойкотираш повеќе од 3 дена. Тогаш требите да правиш искуп тука. И искупот, значи, треба што побарго да го направиш. А тоа е следното, вели Шейх Утајмин рахимахуллах, да ел кефара, тој искупот е прва работа да нахраниш 10 мискин, значи 10 сиромашни луѓе од средната храна која јајте. Средна храна, значи не многу нешто, пример, прескапо што е, ама не и најлошото да им го даеш. Средна храна. Значи, да нахраниш 10 сиромашни луѓе. Ако не можеш тоа, тогаш да ги облечиш, да им даш облека на тие 10. Ако не тоа, тогаш значи да ослободиш еден роб на слобода. Ако не можеш тоа, тогаш вели Шейх Утајмин рахимахуллах, последното искупот е да се пости 3 дена. И тоа постењето 3 дена, значи деновите еден по друг. Значи не пример си постил денеска ден, после една неделја другиот ден, после 2 недели третиот ден. Не. Искупот значи го правиш одма. Си почнал денеска, поред значи ги постиш тие 3 дена. Зошто дојде ова значи искупов и ваќе значи на овај начин и на крај постењето 3 дена? Ова е исто воспитување за муслиманите, да го чуваат значи јазикот свој. Значи да контролираат јазикот свој кога се колнат и за кој работи значи се колнат, значи за него секој значи кога му текнува нему да се колни значи во Аллах субхана ва таала. И затоа вели овде, како што спомнуваат авторот рахимахуллах Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб од Ибрахим, и може би да е Ибрахим ен-Нахаи рахимахуллах, еден од учениците на Абдулlah ибн Месуд радијаллаху анху, кој велит дека велит Шейх Утајмин рахимахуллах дека тој е Ибрахим ен-Нахаи рахимахуллах, еден од фукаха од табиин, кој бил значи ученик од Абдулlah ибн Месуд радијаллаху анху, велит كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Значи, кој беше овде كانوا يضربوننا? Тие нас значи не воспитуваа. Значи не воспитуваа за во врска за сведочењето и за колнењето, а ние бевме уште мали. Значи кога беа мали, иако биле мали деца, 10 години, 8 години, 12, 13, значи сахаба ги воспитуваат табините да не се колнат на секое. И ако се случеше се колнат на секое, ако забележаа значи дека некој 1-2 валлај, значи тогаш го воспитуваа. Воспитувањето значи за да пазит да не стане значи ова навика, да не стане навика. И вели Шейх Утајмин рахимахуллах во врска значи кога кажуваат пекамберот алейхи салату ва салам дека после тоа, значи најдобра генерација, мојата генерацијата после тие нив, и вели потоа ќе се појават тие луѓе, значи кои сведочат без да се барат сведочење од нив. Вели Шейх Утајмин рахимахуллах, кога за ова кажуваат пекамберот алейхи салату ва салам дека овие луѓе или оваа врста на луѓе ќе се појават во 4-тиот век на исламот. Како е денеска кога ние сме во 15-ти век, исламски век. Спрема хиџрет, не 15-ти век. Значи како е после 11 векови, после 1100 години. Значи работата е уште полошо, ситуацијата е уште полоша, што уште полошо ќе бидат такви луѓе појавени кои се колнат значи за работи што во вистина значи дека тој не ја кажува вистината. На пример, вели Шейх Утајмин рахимахуллах, се колнит дека овај продукт го има тој и тој квалитет, а тој не е тој квалитет. Ти вели пример, ова е германски квалитет, а тој е бугарски. Ова исто значи лага. И влагаат во оваа закана. Дека Аллах джелешану нема да им зборуваат и нема да ги очистит и за нив има жестока казна. Значи се колни пример дека тој има тој квалитет, а во вистина тој нема тој квалитет. Исто влага значи, или се колни дека на пример дека тој е од такво желездо, од таков метал, пример ти вели Ростфрайд метал имаш. Тој ти продава тебе
обичен поцинкуван плек. И ти не разбираш, исто ти изгледа, ти оклал на чатија гора, ти ја наредил, велиш, аха, Росфрајд ми оклал тој мене. Или ти вели, пример, тој плек од Росфрајдот е 0,5, а тој ти оклава 0,3 дебелина. И се колни двакови такови. Значи, истото влагате во тоа. Или се колни дека оваа е цената вистинска, а таа цената не е таа вистинска. Највише ќе назначи тоа за тебе, валда е вака оваа цена. За тебе. А тоа во вистинска цената може 1000 денари, тој вели валда е за тебе 1500. Зашто прво ще праша од кај си, ти му велиш од Швајцарија или од Аустрија су. Епа чимка за тебе оваа цена. И ми рекле мене луѓе, значи во работа, рекле сме заприметиле ке мајсториве, прво што те прашуваат кај работиш или кај ти работи детето. Па после зборите со тебе за цената и за други работи. Значи прво што кај работиш. Зошто значи за да ти рече накрај валај ваке е материјалот, овој е материјалот. Значи нема потреба за колнење. И вели Шех Утемин рахимахуллах. Слушајте внимателно, вели Шех Утемин рахимахуллах дека иако е тој искраен во колнењето него, пример иде некој вели валла овие продукти е германски, вистински германски. Ова пак не е дозволено. Зашто ова се кажува дека тој нема доволно респект за Аллах Джелешану. Значи, иако тој искраен е, не е правилно да се колни тој многу често во Аллах Джелешану. А ако не е искраен лажит, тога значи не само што прави колнењето што е погрешно, туку лажит, туку исто беричето му се оддалечуваат и го јај тие пари, значи јајте со неправда. Со неправда. И во врска, значи, за оние кои ги опишал пекамберот алейхи салату сам дека ќе се појават луѓе што преваруваат и не можеш да им се довериш, значи не можеш да им се довериш во врска со работи кои се во прашање крвта или имањето или честа на човекот. Значи во никоја насока на животот не можеш на тие луѓе да им се довериш. И што им се довери, те измамуваат. Дали е тоа нешто за крвта, дали е тоа нешто за имањето или нешто значи во врска за честа на човекот. Значи треба човекот да внимават. Нарочито вели Шех Утемин рахимахуллах кога ние се најдуваме веќе во 15 век шеријатски. И последното значи во врска што ќе се појави значи во нив преголемата килажа. Значи дебелина. Вели Шех Утемин рахимахуллах, овде има разлика. Ако се случува ова со негова желба, значи тој екстра јајт многу по ресторанти, претеруваат во јадењето и значи земат голема килажа. Овие имат влага значи во оваа закана во овие луѓе. Ама имат некој иако не јајт, ама му се случуваат да се здебелит, овие не влагат во оваа закана. Ова исто довели Шех Утемин рахимахуллах како човек како е многу висок или краток или бел или црн. Тој нема значи тука имаат луѓе пример многу јадат, ама тој стои слаб. А има некој и малце да јајт, што вели ми му лепит. Значи, а имат и луѓе што за здебелување, значи екстра ода, значи по ресторанти, бараат јадења, па не знам што, значи тој влагат во оваа закана. Ама ако човекот природно јај, значи колку што имат потреба, но се случува да крени на килажа, не влага значи во оваа закана. И последното во врска со говорот на пекамберот алейхи салату вассалам дека хајрун нас карни, значи најдобрите луѓе се мојата генерација. Ова значи дека сахаба, другарите на пекамберот алейхи салату вассалам се подобри исто, зашто се помне хајрун нас, нас е луѓе. Најдобрите луѓе се значи мојата генерација. Што значи дека генерацијата од пекамберот алейхи салату вассалам, значи сахаба ридвануллахи алейхим, тие значи се подобри исто од хаваријун, другарите на Иса алейхи салату вассалам што биле. И исто тие следбениците на Муса алейхи салату вассалам што го следеле.
Значи сахаба, генерацијата од сахаба се подобри од таа генерација што била во времето на Иса алейхи салату вассалам, кои верувале во Иса алейхи салату вассалам, како Аллахов посланик и пекамбер, и подобра генерација се од генерацијата кои живеле во времето на Муса алейхи салату вассалам и му верувале на Муса алейхи салату вассалам и му го следеле Муса алейхи салату вассалам. Значи хајрун нас, значи овде нас се сите, значи од Адем алейхи салам до судниот ден. Значи нас не се вели значи само хајр најдобрите во умметот мој, туку најдобрите во луѓето, општо значи од Адем алейхи салату вассалам до судниот ден. Најдобрата генерација се сахаба редвануллахи алейхим. Во врска значи со генерациите од пекамберите кои ги имале. И тука сме на крај исто нова поглавие, што значи велит на крај шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, треба значи внимателност и пазење значи во врска со заклетвите и со колнењето. Значи човекот да биде пазлив, зошто имат исто таа жестока закана, ако тој нарочито, значи се колнит во Аллах Джелешану само со цел да продајат или да купи нешто. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.